Стокмена по сите европски стандарди, од денеска жителите на штипската населба Сењак добија нова функционална сообраќајна крстосница. Денеска преку буџетот на Министерството за транспорт го заокружуваме овој проект со вредност од 12 милиони денари и го оставаме на градот како уште еден подарок за денешните и за идните генерации. Инвестиравме во модерна крстосница затоа што старото сообраќајно решение веќе беше претесно и опасно како потенцијална црна точка за жителите на Штип. Граѓаните не го крие задоволството од фактот што по повеќе години се реши една од најпроблематичните сообраќајни црни точки во градот. Супер. Супер. Еден голем проблем е решен. Тоа е? Па тоа е, застој имаше многу чекање, што знам сега со во Исландија. Ептен. Сега подобро е. Побезбедно, поубаво, поукрасно, по нешто свежно, улично. Доволно се мачеа луѓето така без ред. Од денеска? Па мислам дека биде подобро. Само со добра координација на релација општина-министерство, предложените општински проекти ја имаат својата реализација. Пример за тоа е следниот. Денеска сакам да најавам дека преку истиот овој проект, преку нашиот буџет на Министерството, веќе имаме избрано изведувач за изведба и градба на улиците Солидарност, Пети конгрес и Браќа Даневи во населбата Автокоманда со инвестиција од преку 450.000 евра, за што очекуваме градежните работи да започнат наскоро во текот на летниот период. Освен во Штип, министерот Бочварски увид во градежните работи имаше во Делчево, каде за прв пат се асфалтираат локалните патни правци Делчево-Тработивиште и Делчево-Разловци. Како одговорна и локална и централна власт нема да дозволиме настаните кои што се случуваа пред негде околу 8-9 години, најоддалеченото село во општина Делчево, село Разловци, да биде скоро 2 години отсечено и без соодветна сообраќајна врска. Во изминатата година на овој патен правец се работеше интензивно, се завршија сите земјени работи, сите припремни работи и овие денови веќе се поставува нов асфалт на најстариот локален пат помеѓу Делчево и Тработивиште. Локалниот пат е одолжина од 5,3 км, ширина колозот е 4 метри, изработени се банкини, соодветни одводни канали до целиот патен правец. Градоначалникот Горан Трајковски денеска извести дека во теке е реконструкција на неколку важни улици во Делчево и сите тие се во рамките на проектот на Светска банка, од каде општина Делчево доби 800.000 евра.